Денеска Демократскиот сојуз до Уставниот суд на Република Македонија достави иницијатива за преиспитување на одлуката донесена од страна на парламентот на Република Македонија за распуштање на собранието на Република Македонија. Сметаме дека оваа одлука е спротивна на Уставот, член 63 од Уставот на Република Македонија, затоа што не е спорно дека парламентот може да се распушти и тоа е единствен што самиот може да се распушти. Нема друга институција, председател на држава или председател на влада да може да го распушти, него самиот парламент може да се распушти. Таа уставна и законска одредба е искористена, парламентот се само распушти. Спорно е за нас затоа што одлуката има одложно дејство. Парламентот кога се распуштува, од тој момент натаму не може да функционира, не може да носи никакви одлуки. Тоа е секаде пракса во цел свет така, на тој начин се распуштат парламентите и од денот кога ќе се прогласи дека распуштен, тој не може да одржува седници, уште помалку, си имаме ние еден сега абсурд, распуштен парламент избра влада, независно што таа е преодна влада, што треба да работи на спроведување на предвремените парламентарни избори. Факт е дека таа влада сега не е легитимна и не е избрана од парламент кој што и натаму работи со целосен капацитет. Имајќи во вид ова, денеска доставивме иницијатива до Уставниот суд да ја преоцени оваа одлука дали е во согласие со Уставот на Република Македонија или не, и предлагаме да донесе одлука со која што оваа одлука, донесена од собранието на Република Македонија, да ја укине. Тоа значи дека тие одлуки што ги донел парламентот во меѓувреме остануваат, но одлуката за само распуштање не треба да биде во сила и не треба да важи. Се надеваме дека Уставниот суд ќе се одважи и овој пат ќе донесе одлука согласно Уставот на Република Македонија, согласно споредбените искуства во сите други држави, во сите парламентарни демократии, дека парламентот што се распушти, тој престанува да функционира и да носи одлуки. Единствено кога може парламентот да се стави повторна функција ако настане воена или воредна состојба. Се надеваме дека таква состојба нема да има до конституирањето на новиот парламент. Тоа се причините зашто денеска до Уставниот суд доставивме иницијатива со која што ја оспоруваме одлуката донесена од парламентот за негово самораспуштање. Инаку што да појаснам, во Уставот стои децидно: штом се распушти парламентот, во рок од 60 дена треба да се организираат парламентарни избори. Логиката зборуваше дека ако ние се распуштиме на 18 јануари, за 2 месеци, најкасно до 18 или 19 март најкасно, требаше да се организираат и спроведат дворедни парламентарни избори, а не парламентот да се распушти со датум 24 февруари и од тогаш да течат тие 60 дена за на 24 април да имаме дворедни парламентарни избори. Нашите проценки очекување се дека Уставниот суд брзо ќе реагира, ќе разгледа оваа наша иницијатива и ќе поведе постапка за оценување на уставноста на одлуката донесена од парламентот и ќе донесе одлука дека парламентот донел одлука која што е спротивна на Уставот на Република Македонија и таа одлука ќе укине.